Граѓанските и невладините организации, кои се дел од неформалната иницијатива за спас на Струмичката котлина, алармираат дека повторно концесионерите задкулисно работат на отворање на рудникот Иловица штука. Според нивните информации, структури од локални моќници поврзани со поранешната албанска партија на власт и бизнисмени од Бугарија продолжуваат со остварување на планот за отворање на рудникот, кој струмичани го прогласија за еколошка бомба. Нема да дозволиме во никој случај криминалците како Галена на Иван и Цоло Витов да ги трујат нашите семејства, да ја загадуваат нашата земја. Во никој случај нема да дозволиме бандата на Дестини од Тетово преку Иван и Цоло Витов да ја уништуваат Струмичката котлина. Битката против отворањето на овие два рудника, кои се наоѓаат на планината Огражден, на само километар до 2 воздушна линија од селата Иловица и Штука, трае со години и се уште нема дефинитивна разврска. Стравот кај мештаните се уште постои, дека во Струмичката котлина ќе никне рудник за злато и бакар со отворен тип на ископување, каде ќе се употребуваат и киселини при обработка, кои ќе значат крај за производството на храна. Тоа е страшно, ние се плашиме да помислиме на тоа чудо таму. А камали да се отвори и затоа ни трае борбата 8 години против ова зло. Чернобил е мало бебе, да кажем, во според со тоа што не чека, ако не да Боже се отвори таков рудник. Треба да биде еден од најголемите во Европа, 700-800 метра дупка, 52 тони амфоексплозив неделно, 1000 тони киселини. Ние сме всушност едни од најголемите производители на храна во Македонија, па и за извоз, исто така и доколку ни се отварат такви капацитети, јас мислам дека никој нема да сака понатаму да купи храна од регион кој што е деклариран како загаден. Инаку досега се одржани 19 протести и доста трибини против отворањето на овој рудник. Во еден период владата ја одзеде концесијата, па потоа со влезот на друг инвеститор проблемите со отворањето повторно се актуализираа. Екоактивистите со години бараат власта да им помогне и конечно да се стави крај на сите можности да се отвори рудникот во Струмичко.